Здраво момци, девојки и дечиња, добро дојдовте во најаката фамилија во Скопје, а и пошироко. Што се дешава денес? Сатот е 10 за 6, надвор уште темница која што можете да видите. Јас за вајно ден немав спремно буквално ништо. И знам дека каснам, а ја се гледа дека сум станат цели од спиење, ама нема везе, наши сме. Така да, вие оповезно на видео ставате лайк, ставате subscribe за да видиме фамилијаноста ни, а темата на денешното видео ни е се што градиш со љубов, бато ништо лесно не се руши. Значи, пак е љубовно видео за некоја. Така да, ете за вален ден ќе ја поклонам едно љубовно видео. Се прифаќа? Еве, не сум ригорозен, ќе ја подарам љубовно видео. Иако сестра ми мајка ми спијат, ама нема везе. Тоа е топ. Ако не ми верувате дека 10 за 6, еве сатот ќе ви кажа. 5:57. Така да, ја. Значи, уште од старт да се разбереме. Ова видео е посветено за една девојка која ја сакам, а која не е моја. Така да вие можете сега да ја судите дека ја сакам некоја, ама не е моја. Ама нема везе. Како така, кога тоа може да ќе имам. Може, а може да и никогаш. Ама не губете надеж и бидете силно срце. Значи, не губете никогаш надеж. Надеж не губете. Тоа ви кажувам. А да се префрлиме на главното. Значи, јас заради неа читам љубовни книги, еве ги. Тајни во животот и љубовта. Значи, за неа брат ја сакам и ќе ја сакам. Значи, наслов на ова видео е се што градиш со љубов, бато ништо лесно не се руши. Долно ви е јасен насловот. А сега јас ќе прочитам едно, 2-3 реченици да сватите дека ја сакам. Ти ги нудам овие зборови, сакана моја. Ти го отвори тајниот премин до моето срце и ме научи на значењето на вистинскиот благослов, вистинскиот мир и вистинската љубов. Да ви прочитам уште еднаш. Ти ги нудам овие зборови, сакана моја. Ти која го отвори тајниот премин до моето срце и ме научи на значењето на вистинскиот благослов и вистинскиот мир и вистинската љубов. Добро, идеме дале. Ова ми треше срце мое со голема љубов. Ја повикувам заедно со мене да тргнете на најважно патување, кој ќе ја поведе до срцата на вашето собство. Патување кое е одредиште на задоволство, патување, љубов, подароци, чувство на вистинска тајна слобода. Таква слобода ми е достапна уште сега. Потребно е само да се засакате и да искусите вашата љубов. Драга моја, дали си подготвена да почнеш да живееш онаков живот како што секогаш си знаела дека е можно да го живееш со мене? Со голема љубов те барам да бидеш моја девојка. Да ја прочитам уште еднаш. Ајде. Те повикувам заедно со мене да тргнете на најважното патување. Патување кое ќе ве одведе до срцата и вашето собство. Патување кое е на одредиште од задоволство и патување кое ќе ви подари чувство на мир и вистинска тајна слобода. Таква слобода ви е достапна уште сега. Потребно е само да се засакате, да си дозволите и да искусите вашата љубов. Драга моја, дали си подготвена да почнеш да живееш онаков живот
Како што од секогаш си знаела дека е можно да живееш со мене со голема љубов, те барам да бидеш моја девојка. Ке ја прочитам уште малце, пошто јас за љубовни текстови сум мастер. Прва тајна ми е, се што ви е потребно да бидете среќни се наоѓа во вас. Сакате да ви образложам зашто? Сега ќе да знаете. Се што ви е потребно да бидете среќни се наоѓа во вас. Ништо не може да донесе мир, благослов, љубов, освен ние самите. Стана интересно видео за неа, дозволете да ви раскажам прикладна за девојка која талкала по среќата, која потекнува од Индија. На почетокот сакала да биде со друг, а потоа била исполнета со многу горчина, а малку љубов. Таа била жена која била оддалечена и од Бога и од другите. Почесто посекувала драми. Посекувала драми. Меѓутоа, намер го сватила дека ништо тоа не е во ред. Секогаш него човечко суштество кога ќе се стренала кон неа и таа цело време со тешкотија си викала во себе си: ова е грозно. Зошто морам ова да го живам? Зошто морам ова да го трпам? Едно по едно од тие човечки суштества почнаа да се доближуваат, а самата девојка сватила и ми се избега страната. По длабоко разсуѓа рекла: зошто да бидам ваква? Зошто да не бидам исполнета со љубов? Зошто да не подарам на некој љубов, не го љубам мрза? Зошто во светот да не бидат луѓето среќни? Ако сакаме да бидеме среќни, тоа се наоѓа во нас. Значи, љубовта е воено поле, каде што добиваш и губиш. И тука нема љутиш. Значи, тука си веќе или си врв, или си дно. Да се разбереме. Што, верувајте, иако сум млад, колку толку знам што е љубов. Така рете, ќе го почитам уште еднаш првиот ред и ќе го завршиме видеото. Ајде сега пењам и фана, од вода немам. Кул. Ти ги нудам овие зборови, сакана моја. Ти, која го отвори тајниот премин до моето срце и ме научи на значењето и вистинскиот благослов, вистинскиот мир и вистинската љубов која се наоѓа во нас. Да сакам не се кажува, туку се докажува. Сакам да бидам само твоја и да ми кажеш љубов моја. Што да правам? Многу го сакам тоа девојче. Што да правам? Заљубен сум до уши. Та е. Ете, ова беше тоа видео за неа. Така да, а што ќе насловот? И насловот не сум смислил брале. Се што градиш, ништо бато, лесно не се руши и ќе сам кој срцинџа. Да, може. Колку си паметен. Назад кучиња лагат, јас не видам моите спијат. Ама нема веќе. Така, ете, колку толку, значи луѓе, ви кажувам, сакајте се, не се мразете, пошто од сакање ќе имате само убавини. А од карање, одишло свега што не треба. Реално ви кажувам. Така да, тоа беше тоа за љубовно видео упатено кон неа. Така да, ако ви се допадна, ставете лайк, ставете subscribe и бидете дел од фамилија на Остани. Не режеш која. Ама носам мајца под мене, носам.
Usted no viene que vou zamarem todo. Вие. Не дека се филмам, ама више повлека почина тоа да дојде. Озбиљно. Да се знам. Ако стане мама, главата ќе ми ја се крати. Значи. Така да, тоа беше тоа за овој видео. Ако се допадна, остават лайк, ставете subscribe, а не се гледам во наредно видео. А за следно видео. Peace.